за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добро вечер. Вие сте на брановата должина и фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, а во тајмингот предвиден за емисијата за македонските работи, ве поканувам да го проследите 32-то издание од втората сезона на овој проект. Имено станува збор за радио проект во кој постојано ќе ги обработуваме најактуелните теми во земјава и ќе ги отвораме сите општествено-политички прашања кои се од суштинско значење за Република Македонија. Останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија или гледајте не во живо од студиото на ова наше реномирано радиодифузно друштво преку видео стриминг на www.rsm.mk. Репризното издание можете да го проследите во рамките на утринските часови во понеделникот некаде во околу 2 часот изутрина. Толку што се однесува до најавата на емисијата, па предлагам да тргнеме поред. Што всушност за вечерава или за оваа најново издание ви подготвиме? Секако почитувани и понатаму в фокусот на интересирањето на јавноста во нашата земја се изборите на 5 јуни, кои што според мислењето на голем број стручњаци, политички експерти во земјава и странство, потоа аналитичари, луѓето кои што директно се вкорпорирани во она што подразбира и значи политичка сцена, се единствениот демократски стандард за доаѓање и добивање на власт од народот. Значи, кризата, политичката криза, она што се пролонгира речиси скоро 2 години, можеме да ја решиме или поточно речено да го видиме низ почетокот на незиното решавање, на незиното окончување, единствено само со демократски народни избори. Пред се разбира, алудирам и наводно ја издвоив изјавата на господјата Маријана Петир. Предпоставувам дека повеќето од луѓето кои се инволвирани во овие наши политички избиднувања, ако може така да се каже, знаат кој е господјата Маријана Петир, но не е лошо да повториме. Станува збор за претседателката на неформалната група, која што се нарекува Пријатели на Македонија, и тоа во Европскиот парламент. Исто така таа е и членка на делегацијата на Европарламентот и Република Македонија, како една од највлијателните европратенички од најбројната Европска народна партија, или така наречената ЕПП партија, која деновиве испрати разумна и пред се објективна силна порака, која се содржи во следното. Европската Унија очекува парламентарни избори во Македонија да се одржат на самиот почеток на месец јуни, како што беше договорено по промената на датумот од 24 април, и според предвиденото и зацртаното од страната на 4 лидери кои што се потпишаа на Пржинскиот договор, се сеќавате да потсетиме, тоа се лидерите на најбројните 4 партии во Република Македонија од македонскиот и албанскиот блок и представниците на меѓународниот фактор, пред се мислам на двоецот Аиво Орав и Джес Бейли. За неа и повеќето други, изборите се единствена демократска алатка за доаѓање на власт. Оно што впрочем го барат од нас, пред се мислам Европа, пошто таа се меша во нашите работи, се разбира, дали оправдано или не, тоа времето ќе покаже, или тоа што Брисел го бара од нас, ајде да бидеме поконкретни, е да се излезе од оваа предолго пролонгирана политичка криза без конкретна завршница. Сето тоа преку диоптрија на една силна, стабилна, легитимна влада, ако може така да се каже, чиј мандатор ќе ја понуди после успешно завршените народни избори, после 5 јуни, на кој што мнозинството ќе му ја врачат поддршката на лидерот и политичката опција, која има своја платформа на действување, програма со изобилство, проекти од витално значење на граѓаните и верба во ветеното дека истото ќе биде се реализирано. Тоа нешто почна да ни се случува од 2006 година па наваму. Ваква пракса досега на политички план не сме имале. Ова од причина, почитувани слушатели, што кај нас, особено последните 2 години, со самиот почеток на вештачки искреираната политичка криза, да, добро реков, вештачки искреирана, речиси 2 години, значи долг временски период, сме турнати во лавиринтот во кој што не се насетува излезот. Се наруши, ако сакате, се минимизира, се изгуби респектот кон почитување на стандардите, во смисол на едно демократско однесување на демократски принципи кои што во едно нормално општество мора да се почитуваат.
Ако го следиме примерот со модерните општества кои декларираат демократија со години, со столетија, ако може така да се каже, и така натаму, тогаш по нивниот терк, или речено по трасираната траса која што или патека која што тие трасира, ќе мораме да се движиме гордо и одважно. Кога сето ова го зборувам, било каде, во било која држава, морам да потсетам, која себе се декларира како демократска, ова нешто мора да биде практицирано преку сенародни избори, во кои на крајот одлучува неприкоснуваната волја на народот на граѓаните. Гледано пак преку призмата на нормалните нешта, изборите кои што опозицијата ги бараше од петни жилија, а од кој бега како ѓавол од тамјан, треба и мора да се одржат на веќе еднаш променетиот датум на 5 јуни, бидејќи било која друга алтернатива е погубителна и катастрофална за Република Македонија. Може би загонет на многу теми на ваков начин, но во секој случај размислете добро. Веќе почна да се чувствуваат проблемите кои што ги рефлектираат токму оваа пролонгирана политичка криза. Ваквиот решителен потек, почитувани, пред се мислам реализација на однапред договореното, според Прашинскиот договор се разбира, значи продолжување на реформскиот пат на државата, значи приближување кон остварување на зацртаните евроатлантски аспирации и асоциации на Република Македонија во друштвото на просперитетните и развиени општества кон кои што тежнееме. Мешањето на странствиот фактор, над кој очекувам дека повеќе од вас ќе се сложите со мене, премногу му дозволивме да се меша и фигурира во нашите внатрешни работи и односи, е материја која што особено треба да се обсервира од надлежните политички чинители во нашата земја, особено од политичката партија која што ќе доби поддршката од народот. Ајде да кажам дека пред се алудирам врз политиките и политичките потези на владеечката и доминантна ВМРО ДПМН. Од кои причини го зборувам се тоа? Па од причини што на последните, според мене и мнозинството граѓани, парламентарни избори, најмалку 500.000 граѓани. Добро реков, 500.000 граѓани му ја дадува поддршката на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН. Тие се носителите на прогресот на земјава, тие се кои што во името и за добробитта на државата прават отстапки во интерес на развојната економска компонента, привлекувањето на странскиот капитал, намалувањето на невработеноста во земјата, покачување на индустријското производство, покачување на бруто домашниот производ, покачување на стандардот на живеачката во Македонија и на многу други нешта кои што почнавме да ги чувствуваме и за истите да добиваме позитивни мислења и резултати од далеку од подразвиените земји на европското семејство. Според моје мислење, тоа е вистинскиот и единствен пат по кој што треба да се оди и понатаму, со цел убедување на странските чинители кои што се одлучувачки за иднината на Република Македонија. Само така, почитувани, можеме да ја посрамиме, во наводници се разбира, загрижената за нас Европа и по кој знае кој пат да ја убедиме дека го заслужуваме датумот за почетокот на преговорите за членство во Европската Унија. Јас сум убеден, цврсто сум убеден, дека само во тој случај железната Европска Унија ќе попушти пред проблемот што грците го имаат со нашето име, а тој проблем ќе стане второстепен, верувајте ми. Почитуваме, се уште сум приврзаник на сите оние поборници кои што застапуваат идејата за конечно национално помирување на национално единство. Ние резервна и друга држава немаме. Иднината, нашата иднина, предсмислам, и иднината на нашите деца, на нашите внуци, зависи токму од таквиот однос на горечкото, колку што и тоа да било апсурдно прашање. Исто сум убеден дека Македонија има многу поддржувачи надвор од границите, дека Македонија има симпатизери, поддржувачи кои преку низа декларирани активности ги поддржуваат нашите настојувања кон зацртаниот европски план. Списокот или бројот на таквите се зголемува ката дневно. Таа шанса мораме да искористиме буквално целосно, а првиот чекор е излегувањето од темнилото кое што ни се случува и за кое мораме да признаеме самите не сме криви. Некој повеќе или некој помалку да истраеме во настојувањата, ако сакате, во борбата која што ни предстои, а која е од особено значење за едината на Македонија. Македонија одамна ги исполнила сите услови што се потребни за отворање на преговори со Европската Унија и тоа дека секое понатамошно одлагање, обструкции и внатре во самата земја ја оддалечуваат Република Македонија од таа цел што е исклучително важна.
Со отворање на престапните преговори се отвараат нови можности за Македонија и за македонскиот народ, а со влез на Македонија во Европската унија се отвараат нови големи шанси да се повлечат средства од европските фондови, да се вложи онаму каде што е потребно и Македонија да тргне со сите сили напред, како што според тоа и нашите сваќања земјата тоа го заслужува. Европа мора да го прифати не само фактот, туку вистината дека Македонија денеска вистински ги чува надворешните граници на Европската унија. А наградата не да биде дадена од рака, туку едноставно по заслуга. Не сакам во оваа пригода да бидам кажан поригорозен, но како повеќето граѓани на Република Македонија сум на мислење дека ЕУ во нашиот случај не одигра политика, не оди да игра добра улога и ако продолжи со ваквиот начин на водење политика, дека ќе се стекне впечаток дека билатералните прашања се поставуваат како пречка што никогаш во ниту едно пристапување на било која држава членка во ЕУ не било услов. Затоа Европската унија мора најпрво да тргне од себе и таквите услови, како што е прашање за името, да пример да кажеме, кога е во прашање Македонија, ако сака да бара од другите да ги задоволуваат некаквите услови. Почитуване, тука предлагаме една куса пауза во која што се предвидени блок реклами од студиото на Радио Слободна Македонија, се разбира некоја музичка ведранота, а подоцна се враќаме во студиото на емисијата, каде што ќе закружиме сето она што го планиравме во сценарието за ова 32-ро издание. Почитувани, еве повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија за оние кои што подоцна се вклучија во следењето на 32-то издание на емисијата за македонските работи. Само кусо подсетување дека и овој пат лајт мотив на вечерашно во наше дружење, ако може така да се каже, дебатирање, коментирање и на анализа на се оно што се случува е политиката и политичките збеднувања кои што се случуваат на македонската плуралистичка сцена. Зборувавме за туѓите размислувања, за другите ангажмани, но овој пат оние од зад границата и дека имаме целосна подршка од многу чинители европски, па ако сакате да кажеме и светски, кои што на секој на некој си начин се на страната за вистината на Република Македонија, дека единствено само изборите кои што се закажани на 5 јуни можат да доведат до крај на ова, ако можеме така да кажеме, на вистина попара политичка на македонската плуралистичка сцена. Особено внимание заслужува и изјавата, еве ќе се потрудам уште да аргументирам со еден случај, или поточно речено објавената колумна во која што исто така една позната личност од политиката, и тоа од странство, не само што констатира, туку тврди и препорачува дека изборите треба да се одржат и дека левичарските партии, пред се мисли на опозицијата на Македонија на чело со Социјалдемократскиот сојуз, не смеат да ги отфрлат само затоа што се сигурни и знаат дека ќе ги изгубат овие избори. Да бидем поконкретен. Не случајно го ставам како прилог овој надпис, не затоа што истиот доведе од странство, туку едноставно што веродостојноста на искажаната вистина е главниот лајт мотив по кое што господинот, сте го слушнале за тоа име, Лука Волонте, еден од најпопуларните италијански политичари, се раководел при бранењето и пласирањето на своите тези. Волонте пишува дека балканските држави станаа клучна област за проблемот со миграција, која загрозува безбедноста и стабилноста на Европа и додава дека врз Македонија е ставен неописливо тежок товар. Замислите, вратите на Европа ги штити и брани Република Македонија, која што веќе со години е кандидат, кој што не се уште него добила датумот за пристапните за датумот за преговори за пристапување кон Европската унија. Дозволете ми затоа да го цитирам, така би бил пооригинален и поверодостоен, особено за оние кои што се од спротивната страна, ако може така да се каже, на нашите тези, на оние кои што ги прифаќаат или на некој си начин обоени со некои партиски бои, пред се од дрвото не ја гледат целата шума, да објаснам и односно да кажам дека искрено наши искрени пријатели кои што и мислат добро на Република Македонија, не се сите странци, туку едноставно помеѓу нив има и луѓе кои што едноставно земји, држави, партии и така натаму, кои што и мислат добро на Република Македонија. Отворен цитат. Тоа не е голема земја, се разбира за Македонија. Има само 2,1 милиони жители, но во 2015 година успеа да се справи со 750.000 мигранти.
Тоа значи дека бројот на мигранти кои што се пријавени во Македонија е пропорционално како што, да земеме за пример, Соединените Американски држави, во нив да влезат 10 милиони мигранти. Западниот свет, заедно со САД и пред се Европската Унија, не треба да ја чекаат оваа криза и протестите во Скопје да го спречат одржувањето на политичките и парламентарните избори. Не смее да се дозволи Македонија да стане слободна зона или така наречена црна дупка за мигранти и секој кој што ги поддржува. Во Македонија има политичка борба, а западните медиуми на оваа гледаат како на шарена револуција, индиректно спонзорирана од Европската Унија и САД. Тоа го вели и го зборува отворено во својата колумна Лука Волонте. Човекот кој што е еден од најпознатите политичари и луѓето кои што едноставно ја зборуваат пред се вистината раководени пред се од своји лични мотиви на вистински демократи и вистинско, ако може така да се каже, поставени личности и водачи на партиите кои што ги застапуваат демохристијанската основа. Во Македонија има политичка борба, рековме, и западните медиуми не треба да гледаат, ова случајно не го повторувам намерно, како на шарена револуција индиректно спонзорирана од Европската Унија и од САД. Пред се знаеме преку кои се патиштата кои што стизаат голема сума на пари за луѓето кои што ја спроведуваат шарената револуција, обоената како сакате во Република Македонија и прават вандализам низ улиците на главниот град Скопје. Но резултатот од овие шарени револуции, продолжува Лука Волонте, со подржувачи како што се Соединените Американски држави, потоа левицата и богатите спонзори, не секогаш е демократија и почит за човекови права, како што се случи со арапската пролет. Доколку дозволиме нова револуција на Балканот за време на миграцијската криза, тоа ќе биде катастрофа и неправда која не може да се опише со зборови. Никој, поради ниедна геополитичка причина, не може да си дозволи нова држава која што ќе се граничи со Европската Унија да стане трајно нестабилна, а тоа нешто, само да подсетам, се случи со Украина. Многу левичари и анархистички движења кои што учествуваа на протестот на 13 април се финансирани директно од Џорџ Сорос. Познато е дека Сорос ги спонзорираше миграциите до Европа со години и тоа без контрола. Па се добива печаток, навистина ли е толку јак човекот? Која е неговата крајна цел? Кој е неговото задоволство да уништува демократии, да поставува марионетски власти? Сигурно има некои бенефити. Со несмален интерес и интензитет, почитувани, морам тоа да го признам, за политичарот кој што претходно го цитирав, а тоа е Лука Волонте, продолжува и во стилот на реалните парадоксални случувања на македонската политичка сцена. Искрено, досега не сум наишол на ваков текст, кој што е максимално темелен, пред се кој што се базира врз објективноста и неутралноста на еден странски политичар преку призмата на демократските сопствени видувања, па дури оди до таму со име и презиме да ги потенцира и обелоденува учесниците и сите оние кои што на помал или поголем начин предонесуваат до ваквата состојба, која не прогнозира и ветува среќна завршница. Тука ме подсетува на она што често пати во жаргонот го користиме, особено новинарите помеѓу себе, значи категоријата или институцијата истражувачко новинарство. Многу луѓе не можем да кажам сега се китат, но едноставно го користат овој термин за себе, но не видовме со име и презиме од повеќето за кои конкретни луѓе станува збор, потенцирани кои амбасади, амбасадори, странски фактор, често пати велиме дека тој ни се меша во нашите работи и така натаму. Знаетому, ако немаме храброст или не сакаме да ги потенцираме со, како што реков, лично, на нивната адреса, со име и презиме, од проста причина што и тука се води некоја си, да не кажам, куртоазна политика. Еве што вели Лука Волонте. Еден од медиумите на Сорос, тоа е Радио Слободна Европа, ја промовира организацијата на Савевски. Често пати им гостува како единствен репортер за домашните политички настани во Европа. Потоа, протестантите во Македонија ја уништија канцеларијата на Иванов, а Савевски се фалеше дека бил еден од нив и на својот Facebook профил напишал: "Учествував во демолирањето на канцеларијата на Фикусот и се гордеам со тоа." Друг активист во левичарската група е Бранимир Јовановски.
Тоа е еден од главните гости и репортери во многу програми на сајтот Призма, еден од медиумите на Сорос во Македонија. А беше еден од 12 лица уапсени од страна на полицијата. Јордан Сизовски исто така протестирал. Тој работи во Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје, а прима огромна сума пари од Сорос и USAID. Еден од најголемите поддржувачи на протестите е и цивил. Главната цел би требало да им е транспарентност за време на изборите, да работат како чувари, но всушност работат како партизани. Се изјаснија дека ја поддржуваат опозицијата за да се избегнат изборите во Македонија следниот месец. Ова е резултат на поразот на разни избори на Социјалдемократската партија и незиниот лидер Зоран Заев, па поради тоа и не се популарни. Наместо да се соочуваат со гласачите, тие започнаа шарена револуција со демонстрации и насилство на улиците. Продолжува во негов стил господинот Лука Волонте. Почитувани, особено сакам да ги потенцирам овие други работи затоа што, како што реков, ги знаеме. Ги знаеме виновниците или предизвикувачите на ваквата криза. Дали имаме средства, можност, сила, сето тоа да го спречиме? Хајде да продолжиме што понатаму Лука Волонте зборува, па ќе се вратиме на оваа прашање, на одговор на оваа прашање. Во протестите и насилството во 2015 година Европската унија се вмеша како медиатор помеѓу политичките партии и дојдоа до договор кој што требаше да води до избори на 24 април. Но под притисок од страна на Зоран Заев, оваа дата се пролонгира и се одложи за 5 јуни. Но Заев сака повторно да ги одложи изборите во Македонија, па затоа ги поддржува манифестациите кои што се случуваат низ скопските улици. Најпопуларниот лидер на земјата е поранешниот, а можеби и следен премиер Никола Груевски. Под негово водство земјата покажа одличен економски раст, и тоа 3,7%, најголемиот раст на Балканот. Секој социјален, здравствен и образовен параметар видно се подобри. Податоците од Светската банка се јасни. Партијата на Груевски, ВМРО-ДПМН, христијанска демократија, е популарна и има историска основа во периодот пред комунизмот. Во сите анкети поврзани со изборите е на врвот далеко од опозицијските партии. Што се однесува до албанските партии, тие ги поддржуваат изборите. Тоа е главната точка за етнички мир во Македонија, помеѓу православните христијани, кои што се мнозинство, и албанското муслиманско малцинство. Не е време за дестабилизирачки револуции, многу опасни антидемократски државни удари. Европската унија мора да ја почитува и да ја помогне на Македонија. Тоа им е главната обврска и не може да дозволи да настане хаос или да стане тест локација за геополитички и финансиски причини. Мора да се одржат демократските избори на одредена дата во јуни. Левичарските партии и економските странки не смеат да ги отфрлат само затоа што ќе изгубат. Македонската стабилност не е во прашање, туку првото правило за демократија и европската стабилност. И уште еден цитат кој што навистина ме остави длабок печаток, ќе процените и сами за што станува збор, се разбира доколку сте на брановата должина на нашата емисија, а тоа е: Доналд Туск, председателот на Европскиот совет, ја разбра оваа ситуација и во интервјуто за Guardian ја истакна важноста на балканците. Рече дека е и да има проблеми во таа област, во текот на следните месеци земјите ќе имаат потреба од многу поддршка, затоа што соработката на балканските земји и Македонија не е лесна. Моменталното политичко лидерство е подготвено да донесе тешки одлуки и да се бори со непријатностите од страна на мислењето и на јавноста. Се надевам дека владата на Обама ќе го следи примерот на Европската унија. Македонската влада и луѓето бараат само почит на демократијата, волја на народот и европски сон, заклучува Волонте. Чудење, после се тоа мислам дека е непотребен мој коментар, излишно. Затоа предлагам уште една куса пауза, во која што ќе бидеме поместен блок од реклами и музика во избор на луѓето кои што го реализираат ова најново издание на емисијата за македонските работи. По куса пауза се враќаме повторно во студиото на Радио Слободна Македонија. Почитувани, повторно сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие ја следите емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Изборите се наближуваат, барем според она што се случува на политичката сцена во Република Македонија, иако морам да кажам дека на 11 мај, сега сме 8 мај, на 11 мај, значи само уште 3 дена, многу работи ќе бидат разјаснети, иако искрено да ви кажам, не можеме со сигурност да кажеме како ќе се одвиваат настаните.
Неминовно е тоа дека само изборите на 5 јуни се конечни од излез од политичката криза, а на таа бранова должина никако не треба да сметаме на опозицијата, која што и понатамо, користејќи некои несватливи моменти и парадокси што ја оптоваруваат македонската јавност, и понатамо играат на карта на одложување на изборите, формирање на техничка влада за следните 2 до 3 години и нивна партиципација во извршната власт, без волја на граѓаните, која што требаше да биде манифестирана токму на народните парламентарни или собранински, како сакате, предвремени избори закажани за 5 јуни. Да бидем поконкретен, партиите сепак не седат со скрстени раци. Ако со сигурност се знае дека ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија изричито се за избори, останатите, а тука ги гледаме и двата представници на албанскиот блок, партии гледаат да излечат свој максимален бенефит. Како што велат нашите стари, се има, се може, се нема, се глуми. Значи, зад завесите, што би рекле во бекстејчот на политичката сцена, од некои информации кои што вредат внимание и понатаму течат преговорите помеѓу политичките партии. Јавно тоа не го кажуваат, но раздвиженоста е пречувствителна. За жал, немаме, како што реков, некои официјални информации и ставови, но сепак било остварена дури и тетата средба помеѓу двајца високи партиски функционери од двата табори. Ваквото нешто не можам да го тврдам, немам потврда, ниту па можам да го демантирам, затоа што нема ни потврда, ни демант. Ајде да видиме партиите што бараат. Дуи, или како се однесуваат. Дури одеше чекор понатаму, се сеќавате, повика на продолжување на разговорите и барање начин за излез од кризата. Патем, да споменам нешто многу битно, додека Дуи повикува за компромис заедно со ВМРО ДПМН, до Државната изборна комисија веќе доставиле предлози за членови на избирачките одбори во дипломатските конзуларни представништва. Што значи тоа? Со еден збор, значи се подготвуваат за избори. Но во секој случај и тука, со голема резерва, се зависи од зеленото дугме кое што треба да го стисне. Ајде да кажеме, да бидам целосно искрен до крај, Американската амбасада. СДСМ со колебли став под услов по оваа прашање. Тие се подготвени да се преговара, ама под услов. Аболицијата да биде укината, а Народното собрание повторно да биде свикано од страна на спикерот Вајановски, на кој што седница ќе биде отповикан датумот 5 јуни како ден на избори. Да не забораваме и аболицијата со која што треба според нив да биде повлечена и укината од страна на претседателот Ѓорѓе Иванов. Ова повторно го спомнувам, не знам со дали имаат побарано, дали има поднесено писмено барање и така натаму, се учули, многу се гласни. Што се однесува до ВМРО ДПМН, се знае. Тие остануваат на ставот околу аболицијата која што е дециден, тој став и јасен. Партијата во повеќе наврати побарала од претседателот Иванов, таа да биде укината, се мисли на аболицијата, а највисоките партиски функционери и лично побара од претседателот да дозволи, се извинувам, да течат постапките во кои што тие се наоѓаат под истрага и во кои што евентуално би можеле да бидат обвинети. Што се однесува до повторното свикување на собранието, собранискиот спикер Вајановски излезе со став дека за тоа не постојат услови. И од тие причини да не се најдеме во позиција повторно да го прекршиме Уставот на Република Македонија. Вие знаете како беше прекршен Уставот на Република Македонија со формирањето на специјалното јавно обвинителство. На јавноста не е представено ништо друго почитување, туку да очекува во овој период кој што следи преговорите за надминување на кризата да добијат дополнителна динамика, за да може евентуално да биде фатен рокот 11 мај. А знаете зошто 11 мај? На 11 мај и до полноќ партиите ќе мора да ги достават кандидатските листи за предстојните избори. Ајде да кажеме што работат странците, да прашаме. И странците не седат со скрсни раце. Забележлива е нивната дипломатска раздвиженост, особено на американскиот амбасадор во Македонија Џеймс Бейли, кој патем, да кажеме, еден од најглавните поддржувачи за промената, беше најглавен поддржувач за промена на со закон за гарантирање од 24 април, како ден предвиден да се случат изборите. Под негова иницијатива, која што цврсто ветуваше дека 5 јуни е крајниот датум на новите вонредни парламентарни избори, сега е на мака да го исполни ветувањето кое што обврзува за такво нешто, како дипломат, како медијатор помеѓу двете најголеми македонски политички партии. Не сме далеко од вистина да го кажем и тоа дека официјален Брисел и натаму бара повлекување на одлуката за аболиција, обновување на диалогот, пречистен избирачки список, ќе ве молам, реформи на медиумите, а не е склучено дека на списокот се и други препораки и барања, како што е враќањето на надлежностите на министерот за внатрешни работи, односно поништувањето на одлуката со која што тие се одземени. Дали ќе дојде до договор, компромис или било кое друго решение, останува да се види.
Јас не случајно го подзаборавив што размислува и како размислува втората албанска партија, тоа е ТПА, и како една од подписничките на Пржинскиот договор, досега официјално не го соопшти свој став по оваа мощни значајно прашање, а според постапките кои што ги гледаме на партијата, се оди во прилог и се говори дека ДПА нема намера да учествува на изборите на овој датум. Затоа и реков, не останува многу простор за шпекулации, тие нема да се јават на и ќе бидат на страната на СДС. Почитувани, во услови на голема поларизација помеѓу нив, очите сите, особено на македонската јавност, се сакале ние или не вперена во Брисел. Каква помош може да не понуди Брисел? Останува да почекаме и да видиме. Сето останато, за жал, спаѓа во доменот на суровата македонска абсурдна реалност. Ете, почитувани, на ваков начин би сакал да се простам од вас. Значи, ова беше се што подготвив за ова наше 32, ако може така да го кажеме, специјално издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Размислувајте, дискутирајте, полемизирајте и на крајот на краиштата донесувајте своји лични ставови кои што се базирани или се фундамент на демократските односи за кои што често пати толку зборуваме и ги посакуваме. Денеска е 8 мај 2016 година. Вие го следевте најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Јас сум уредникот и водителот на ова емисија и сето тоа е во копродукција или производство на радиодифузното друштво Радио Слободна Македонија. Довидување, до гледање, до слушање како сакате во идната недела, точно некаде после 8 часот. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.